Во хотел Манастир во Берово официјално започна музичко-етнолошкиот камп 2026, кој во организација на Агенцијата за иселеништво ги обедини децата и млади од Германија, Велика Британија, Хрватска, Србија, Словенија, Малта, Турција и Австралија. Домакин на кампот е хотел Манастир Берово. Свеченото отворање се одржа во присуство на директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов, градоначалникот на Берово Петар Ружински и домакинот Дина Муцунска, кои им посакаа добре дојде на учесниците и успешен престој во Малешевијата. Денеска Берово ги отвара своите врати и своето срце за сите вас, кои доаѓате од различни земји, но носите една заедничка љубов, а тоа е љубовта од Македонија. Посебно ми е драго што денеска овде гледам млади луѓе, кои иако растат далеко од родниот крај на нивните родители и предци, покажуваат желба да го запознаат своето наследство и да бидат дел од неговото продолжување. Каде да водите животот, никогаш не заборавајте дека вашите корени се тука, а вратите на Берово секогаш ги бидат широко отворени за вас. По сместувањето и во ведната сесија за запознавање, учесниците ја одржаа и првата музичко-етнолошка работилница, на која преку македонски народни песни, ора и традиционални инструменти се запознаваа со богатото културно наследство. Работилниците ги водат музичките едукатори Жаклина Узунова, Бранко Коловски и Виктор Мирчевски. Да не заборавите од кај попикнуваат вашите татковци, дедовци, мајки, баби, да не ја заборавите Македонија и всушност заради тоа ги правиме овие кампови. Во наредните 6 дена младите ќе учествуваат во низа едукативни, музички и културни активности со цел да ја продолжат и запознаат македонската традиција, да создаваат нови пријателства и да ги зајакнат врските со своите корени. Верувам дека дома во кругот на семејствата многу од сето тоа е веќе всадено во вас, но еве и ние овие 5 дена на некој подсистемски начин ќе се обидеме да го направиме тоа. Како што кажа Горан, нешто подоцна ќе зборуваме за програмата. Денеска само сакам да ви кажам дека од денеска па наредниве 6 дена ние ќе бидеме едно големо камп семејство.